Лека ноќ, драги гледачи на вчерашни новости, меѓу кои има обвинители, обвинителки, обвинети и што ли уште не. Ние сме Јована и Јацо, а како не би ви одземале многу од времето, не би должеле или на македонски не би го тупале уште на најава, еве што ќе гледате. Дознаваме докаде е новиот закон за јавното обвинителство. Вчерашни разговараа со ексклузивни сведоци од случајот Рекет. Срамота е, ова што правите на државата. Нов дуб во Дебармало. Како реагираа граѓаните? Абе, зградичка една овдека кој ќе никне, знаеш како ги бе глупости, што е бе ова сега тука, луѓе? Комши бе, каква зградичка бе. Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано заднато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Секој прв кредисимо да платат од 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Бојан Јовановски, попознат на широката јавност како Боки 13 и еден од главните учесници во аферата Рекет, побара неговата запленета гардероба да биде донесена во судница. Зошто? Да погледнеме. Повеќе од 120 пара чевли, над 60 капоти и јакни, 77 пантолони, 63 мајци и 88 пара наочари е дел од одземената гардероба на Боки 13, која треба да се презентира на првата судска модна недела, каде што ќе бидат представувани сите брендирани парчиња на Боки 13 пред публиката. Fashion TV веќе ја доби лиценцата за пренесување на овој настан во глобални рамки и се очекува тој да привлече огромен број на љубители на модата. Со ова темпо со кое се работи во македонското судство, се очекува оваа судска модна недела да трае до крајот на судењето на Боки 13. На ова судење веќе ги гледавме и Биркин ташните на Камчева, а неделава излезе и најновата колекција на брошави со пајачиња на Лила Филиповска. Ова звезда од Jet Setот на нејзиното сведочење кажа и дека му позајмила 500.000 денари на Боки 13, со што ја обелодени долгогодишната мистерија која не оставаше без сон навечер и се потврди дека таа е банкарот од популарното шоу Се или нешто. Како и зошто зборувала самата со себе во шоуто, останува да се истражи со посебна физибилити студија. Мачето ти го возев, Ороспио, Гомнарке, се само дел од репликите кои ќе останат запаметени оваа недела во случајот Рекет. Менде ги истражи сведочењата и ексклузивно за вчерашни зборуваше со два клучни сведока.
За да не биде оти само моите колеги Златев и Ефтов прат истражвања, јас ка си реков, оти мора да направам едно ексклузивно интервју со главните сведоци во случајот Рекет. Тие се најклучните и последни сведоци во случајот Рекет. Во случајот Рекет. Да не го негвам со најавата, многу директно да му поставам по неко прашање. Убаво звучен тросет. Дали е вистина оти катето ве возела в кола кој сте сакале млекце од лилето, а та имала многу работа кој ја негвала случаите на обвинетите во случајот Рекет, а катето немала што да прави и ве возела в кола. Ама... И та ве возела ваму таму и вас толку многу ви било лошо од возењето што сте забрајле и на млекцето и на лилето. Деве, ја да кажам нешто. Оти вие сте клучен сведок во случајот против катето, а за тоа зборува вашата превисока цена. Ама... Ке ве молам, не ве прашувам вас, го прашувам главниот и последен сведок во случајот Рекет. Троседо. Шо го не дуиш Троседо, бе, това не зборе глуп. Абе, хај са, ти не ме онегва и ти, и тој ме онегва. И како не ви е срам, на шоличито. Мачка ти го има јазико и зелено. Мора да кажеш, мора јавноста да знае овде што правите со нашата држава. Не е то така. Сите се онегвате. И овој се онегва, и ти се онегваш со мене, и овие се онегват. Мора да знаат граѓаните што ќе се деша со нашата земја. А сега вести од светот. Оваа недела американскиот председател Доналд Трамп ги повика Израел и Палестина да седнат на преговарачка маса и да го решат конфликтот. Поради слабата геополитичка положба на Трамп, мораше и Македонија да интервенира. Имено техничкиот премиер Спасовски му даде поддршка на Трамп, пошто Израел и Палестина конечно ќе ги разрешат децениските спорови. Спасовски најави дека ова помирување е само мал дел од неговите соништа и би сакал еден ден да ги смири и раскараните Панчо и Слаткар. А ние продолжуваме со вестите. Не сакаме зеленило, си го имаме паркот во непосредна близина, сакаме развој за да можеме да им оставиме станови на децата. Не ни требаат паркинг места, инвеститорите ќе направат подземно паркирање под зградите. Не го сакаме планов, повлечете го. Исечок од романот Двособно станче ги оправдува средствата на Макијавели. Кикирикака Рацо. Тоа всушност беше исечок од изјавите на граѓаните кои сакаат чист воздух и зеленило, ама не на нивните парцели, односно граѓаните на Дебар Маало, со кои за жал го дишаме истиот воздух. Но за да го разбереме нивниот мајндсет, се селиме во Дебар Маало. Комшиве, зашто правите вака? Па и овој простор ако го снема, ќе се затнеме ваздух ќе немаме, комши. Глед. Ало, а без градичка една овде како ќе никне, знаеш како ќе бе глупости, што е бе ова сега тука, луѓе, Комши бе, каква зградичка бе, гледај ги бе, кај ќе си играат деца бе, види го бе мој, гледај го. Гледај го. Гледаш ли? Абе, ајде па ти уште ќе се љуља бе, само на љуљање ли бе, запиши го на спорт нешто бе. Не, он тренира гимнастика. Он е гимнастичар. Али гледаш колку е пун вака со енергија и после тоа доаѓа овде да се љуља за да се дотроши. Види го моја, види го. Абе на телефон бе, 21 век е, тука на телефонче ќе си седи. Се прави дреме со телефонов. Дома на компјутерче ќе си седне, ќе си прави со чат, мат, некој женски ќе се чатува, тоа глупости се тука. Ајде бе, не ме заебавај ти бе. Комши бе. Абе чека, добро, ајде. Ало, дојди вамо ти. Дојди вамо. Дојди вамо. Дај ти го издувам носот, ајде. И не трче тука испотен ќе ми правите. Ајдите тамо кај вас тамо. Дотрчете се па на компјутер. На компјутер тамо, ајде. Ајде не зборам пред деца. Текно е ли бе, комши, ја и ти сме растени оде бе. Ти текно е ли ја и ти прв пут кога се залапавме. Не ја и ти. Не, ти со женска и јас со женска. Секеш, не. Ало бе. 21 век сме бе. А зградите сега знаеш како ги прават? Од горе нагоре на терасата тоа прават паркови, градиници или мини скијачки центри прават бе. Тоа е тоа. Гледај го ној. Гледај го на селјачиштено се гледај, требата се паркира, го гледаш ли? Добро бе, што има везе? Чекам, ако се направи зграда, кај ќе се паркира бе? Кај ќе се катни гаражи прават бе доле, два спрата, знаеш колку место за паркинг има? Бе, биди модерен бе, што ти е баш кога ти живееш бе, 5 души сте у гарсонјера бе. Бе, 5 души сте у гарсонјера, малиов твој. Ало! Не фрлај песок тамо. Малиов твој утре женска ќе треба да фати.
Кај ќе се лапаат, кај ќе прави, дека на љашкавали? Немој малце, биди прогресивен, мисли за децата. Комши бе, ај остај женска што ќе утре треба ли да се жени бе? Кај ќе дојдат луѓе, кај ќе се игра оро бе, вака ќе биде бе. Абе, кој игра оро уште тука бе у паркови бе, кој игра? Абе со колите ќе ти дојдат сватоите директно у кат на гаража, од коли тука орото, меѓу стубови, све весело меѓу коли, по скали, у дневна бе, ти знаеш ли колкава лапни по едно станче бе. Башка, ние сме дебармало бе. Дебармало сме, тебе не ти ни треба кола, ти знаеш ли, јас сум израчунал од улазов кај нас до Матично со пајдушко имаш 25 минути. Со елено моме за 15 минути си таму. Нас кола опште не ни треба бе. Абе станче си лапнем едно. Добро бе, пензионер. Што добар ден? Вампири ни едни. Од преска ве слушам тука. Место да идете онде у проданици леп да пипате, вие дупке ми менјате. И што тука зграда ќе има? Ки? А моје дете после кај ќе игра бе? Како не ти е срам бе тебе бе, ало? Како не ти е срам бе? Ти место да идеш таму у Германија, тамо како сите нормални, он овде ќе ми расте тука бе. Ти знаеш ли какви паркови имаат у Германија бе? Е ова. И сега за ово или да не менјам? Ова ли е иднината бе? Срам ве било тука бе, ајде, ми качи притисок, идам да земам. Ајде бе, мали, ајде дома ти пред мене. А сега одиме со рубриката Капитални инвестиции. А тоа немаме таква рубрика. Од сега имаме. Па да почнеме. Среќна вест. Нов автопат од цели 12 километри не очекува наскоро. Договорени се првите 2000 метри, односно 2 километри, и би требало да се готови за едно 42 месеци, со што овој автопат спаѓа во еден од најобемните проекти во државата. Државата ќе гради со напорно темпо од 47 метри автопат во еден месец. Навистина брзо. Во споредба со Кина, која ја отвори болницата за заболени од новиот вирус за цели 10 дена. Од нашата влада велат дека овие искуства се инспиративни и ќе помогнат и нашата болница да се изгради во рекорден рок. Само прво треба да се поништи одлуката на претходната власт, да се донесат соодветни законски акти, да се одбере нова локација, да се регулираат имотно-правните односи, да се формира комисија која ќе одлучува по истите, да се донесе новиот ДУП, да се формира работна група, да се објави конкурс за архитектонски решенија, да се формира одбор кој ќе ги разгледа истите, да се оценат истите, да се смени ДУП, да се почека мораториумот поради избори, да се објави тендер за градежна компанија, да се формира одбор кој ќе ги разгледа истите, да се оценат истите, да се смени ДУП, да се почека мораториумот поради избори, да се објави тендер за градежна компанија, да се избере најдобрата понуда, да помине законскиот рок за жалби и проговори, да се избере нов министер кој ќе го потпише налогот, да се смени ДУП, да поминат вонредните избори, па редовните избори, да се побере инвеститор од Кина, да се смени ДУП, па промена на 3-4 влади, да се донесе конечна одлука и сето тоа да се објави во службен весник. Да бе, Јована, ти додека читаше веста, кинезиве изградили уште една болница. Како и да е, ние продолжуваме со вестите. Не стивнуваат реакциите по објавувањето на аферата со фамозната група Јавна соба, каде биле споделувани порнографски содржини. Во меѓувреме групата е избришена, а екипата на вчерашни истражуваше и пронајде други такви групи од загрижувачки карактер. Ела, брзо дојди, ела, види. Кажи бе, маја, што е работа? Види што стигнало во група, види го какво е. Види, гледај. Значи, како би го лапнала овај, абе, еј. Слушај, меѓу мене и тебе, и ја би го лапнал. Види се најжив човече, види го е. Не можам ова јас сам, бе. За ова мора двајца. Леле, човече, ау. Куме? Абе, видеш што стигна у групата, а? Како да не ја видам бе батка, ваква убавина. Многу ти фала. Ајде. Види. Ај, скрони. Брат, да знаеш што ми стигна. Знам што ти стигнам са Бајле Сашко прати у групата, па ти гледам пред мене, бе, да ти. Само да најдам некој да ми ја намести. Бомбона. За оваа држава се продај. Се плаќа за ова, бе? И у затвор си иде. Па си иде нормално. И не знам што ми е, бе, се палам као да ми е прва, а не ми е. Не ти е, бе, знам па ти што. Еле, брат, како би ја попунил оваа, да знаеш, до цела, од горе до доле. Ова трпи двајца да ја попунуваат. А, извини, че ти ги си попунеш сам, јас сам.
Ја не играм така. Добро, бе, па ти ја за општо зборам, а трпи тројца. Ја попунила, ама само како да ја попунам, бе? Ваква апликација прв пат гледам, бе, брат. Како? Пробај. Од инсайдерски информации дознаваме дека овие лица се членови на групата Јавни набавки. Таа брои стотици членови, меѓу кои функционери, бизнисмени и политичари, кои разменувале јавни набавки, тендери, фондови и останати содржини. Групата секогаш била секрет, односно затворена за јавност. Дозволите ми накратко да го објаснам скечот со еден виц. Што е порно за политичари? Не знам. Па се знае, јавна набавка. Герет, јавна набавка. После контролата и снимањето на вработените во Берово, техничкиот заменик министер за земјоделие, шумарство и водостопанство беше во засилени контроли на рибата во Охридското езеро. Овие засилени контроли покажале оти рибата уште е со висок квалитет, иако во некои ресторани наместо килограм дават по 900 грама риба. Тој овие случаи ги проследи до Министерството за внатрешни работи. Трипуновски додаде дека е задоволен од контролите и дека рибата најдобро одела со бело вино. Ова е само мал дел од контролите што неговата партија ги правеше, како контрола на стек од конј, стек од бизон, равиоли од фазан, бифтек во ловечки сос, сос од вргањ и фазан, и така натаму, и така натаму. Море. Во тек е расправата за новиот закон за јавно обвинителство, во кој копијата остро ги вкрстија СДСМ и опозицијската ВМРО ДПМНЕ. За тоа како треба да изгледа тој закон. Се јавуваме директно од дискусијата. Почитуван колега, овој предлогот што сте го дале за обвинител не може да помине тој. Тој не ги исполнува основните критериуми. Па тој не е осомничен за примање подкуп уопште, како може таков кандидат да е. Видете, колега од ВМРО, значи вие заборавате дека уцена не е един начин. Мислам, заборавате дека тука има закана по живот, закана по фамилијата му, дека ќе ве најдат закана за одработа, ќе те изберат. Тие се ситници, мада и тие се закани. Абе, не забораваме ние ништо, него не сме ние на власт, бе, да бевме на власт, немаше до ова да дојде, него ај. Што те гледам чуден, бе, сега. Не сте на власт, денес сме ние, утре сте вие. Денес ја ти се најдам, утре ти ќе ми се најдеш. Ајмо 15 минути пауза за ручек. Чекай. Браво. Со пуна уста не се збори, ај. Процедурално, ова е само малку научна фантастика за тоа што никој нема да заврши во затвор, а драмата е само за народ. Ама уживајте во представата. Ацо? На јавната расправа во Собранието за Законот за јавно обвинителство беа присутни пратеници, академици, експерти и дипломати. Расправата секако уште повеќе ги подели веќе поделените политичари и секако поделените граѓани. А собраниската расправа за обвинителството запирка секако се пренесе и на нашиот легендарен шанк коса црта, метафора за социјалните мрежи. А она не ме гледа. Извини, памтија мислата, молим те. Видели бе кој ќе расправа за законот за обвинителство? Кој ќе расправа? Антонио? Мала дигресија. Уствари Ороспија, тоа ти исто. Видов бе, брат, видов. И сега слушам тамо некој джеват ке кажел, па некој Костаджин. Извини што ќе те прекинам, молим те, само памтија мислата гомнеред. Кој бере, Менска ли ќе расправа? Кој Трајко? Извини што ќе те прекинам, селјачиште ни едно. Ево виде, чуки. Коста бе, гомнари едни бе, што расписе, 2 минути ке ме нема, одма почиња да без мене. Човек да не отиде АФК да се уврза до вечер. Извини, ќе те прекинам, Чоки. Селјачиште старо. За законот за обвинителство. Извини, ја што ќе те прекинам, Црни, ти си прав гомнар. Ама, што да кажам ме за тоа? Што да кажам? Зема со тоа, сејо ги излажа луѓе, и сите тука, сега кој ги гледам, на никој не му се прави муабет, бе. Сите изгубија надеж, бе. На што личи тоа? Што им направи таа таму, што беше маж, жена, не знам. Ајде бе, срамоте, нема човек што не може да се подкупи у држава. Па треба да си глуп да прифатиш да бидеш обвинител, бе. Извини, Чоки, ќе те прекинам, гомнар еден, не е битно кој е. Не е битно кој е. Тие како и да ти се упикуваат криминалци под кожа. Мислам, пратеници, бе. Извини што ќе те прекинам. Мала Ороспија. На нас ни треба Елиот Нес, бе. Елиот Нес.
и физички и фактички. Али Шон Конери, што му е десна рука на Елиот Нес, он уствари на секоја пауза меѓу снимање ударал по 8 рупи гол. Извини што ќе те прекинам, мислам, те гледам дека си гомнар ги разбираш работите. Ама, джабе ние нас бе брат, нас не ни треба Елиот Нес, зашто Елиот Нес се знаеше све, кој е кој. Овдека кај нас криминалците ти се, он тача вод, не можеш да ги пипнеш. Извини што ќе те прекинам, Чоки, апсолутно се слагам со тебе. Елиот Нес беше, имаш интегритет бе. Ти не можеш да го купиш со ситни пари, него сега ќе се дружиме со селебрити. Баш кад таков за да се роди, треба да чекаме таков да се роди. А и од кај па Елиот Нес, кога сите тука деца да си ги воспитаваат да бидат Ал Капоне, како ќе се роди? Извини што те прекинам, Црни, ти си прав селяк, знаеш каков гомнар си, на срце ми лежиш. Ама што да кажам бе, што да кажам, осомничени, обвинети, оние што се под истрага, па тие ли треба да решаваат за обвинителство бе? Па кај го има тоа? Тоа знаеш и како изгледа? Ај сега да земе некој аболициран случај и да земе да го ставиме премиер да ни биде. Може ли? Ке земат пак са некоја мивка, ке го стават да биде јавен обвинител и што? Ништо. Што да не ке земат да се роди овој, како се играче, Джогани Фалконе? И што? Ете тој се роди и што му се деси, знаеш ли? А они се фатиле за мачео. Па јас знаеш колку мачеја на моторот сум. Извини што ќе те прекинам, извини што ќе те бе мала дигресија, односно мала ороспија. Те слушам, спомнам маче нешто. Ја имав шарпланинец, али една овца, една покварена, го тужеше за мобинг и цело стадо ми отиде у стечај. И после... Не го кажи бе некој филм со тој Шонко Нери, како ти се викаше. Знам еден со Джон Траволта. Извинете, но нашата редакција реши да го прекине овој прилог и се оградува од ставовите и исказите на сите ликови во него. А ние продолжуваме со вестите. Вчерашна општествено одговорна емисија која носи одговорност пред гледачите, пред самите себе си и пред сите оние со големо срце и луѓе со големо Л, што е правописно неточно, освен ако не е на почеток на реченица. Да не го тупам, направивме сторија за лице кое живее на маргините. Па да ја погледнеме. Кристијан е човек кој што има 28 години и од Скопско Тафталиџе. Ова се само основни податоци зад кои се крие човек со душа и тело. Човек кој е оставен на маргините на општеството. Неговиот живот накратко речено станува неподнослив, а институциите не се воопшто загрижани за овој човек. Останав сам. Девојка ми ме остави. Другарите ми се смеат. Политичарите ми се смеат. Татко ми се смее, мајка ми се смее. Ламбиве ми се смеат, сите ми се смеат. Аспираторов ми се смее, тетка ми се смее. Тостеров ми се смее. Само огледалото не ми се смее. Не се смее, бе. Не се смее! Тажна и поетична е приказната на овој човек. Се започнало откако тој ја набавил маицата СЈО и ја заменил со претходната Rakia Connecting People. Како што вели, се било во ред. Многу луѓе го отпоздравувале и гордо ја носел маицата. Јас со маица, прв пат девојка пољубив со маица. Прв пат видов што е кондом. Мислам пред да го фрлам ваму. Ние кога сме се собирале, порано јас стекнав друштво со маичка. Кога сме се собирале, па знаеш си замишљаме кој е Катица, кој е Фатиме, кој е Ленче. Ја увек бе Фатиме, пример, многу сакав да бидам. Сега нема више ништо тоа. Сега кој у град Скопје, кој у влада. Само ја останав сам. Сега дури овие другари више не ме ни познаваат, знаеш. Се прават некои пајташи. Ја пак ги поздравам нив. Другари, нема правда, нема мир. Да живее СЈО. Кристијан се уште чува постер од Катица Јанева во својата соба. Кристијан верува дека мртвите како СЈО се живи и нема сменато мајца веќе 3 години па мириса како што мириса мајца носена 3 години. Како што го напуштавме домот на Кристијан,
Медицинските екипи дојдоа да го земат, го пријавиле загрижените комшии. Не се смеј, бе. Не се смеј. Фати ме? Време е да ги фрлиме сејоамаиците со надеж дека начело на јавното обвинителство ќе дојде Саглам Кадар, па макар и да го увеземе. Кога сме кај Саглам Кадар, што игате клоп бе да го веземе? Гледаш би што направи со Ливерпул? Немам појма, ни претам одбојка, ама секој е подобар од она што се понуди. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Мултивитаминска азбука за деца. Витамин А за добра кожа, добар вид. Витамин Б да сум мудар, да сум здрав. Витамин С да сум силна како лав. Витамин Д за цврсти коски, да сум прав. Форвита Kids мултивитамински сироп за здрави деца. Подгответе ги највкусните домашни специјалитети со керамичките тави Ромертопф од купон плюс акцијата на Тинекс. Препознатлив германски квалитет. Рачно изработени од високо квалитетна природна глина за долготрајна и сигурна употреба. Обложена внатрешност за подобра функционалност и брза подготовка на храната. Од 20 декември, единствено во Тинекс, соберете 10 купони и со соодветна доплата изберете плитка или длабока керамичка тава Ромертопф и разбудете го духот на традицијата во вашата кујна. Гответе здраво, брзо и едноставно. Тинекс. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ќе има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Додирни ме случајно. Авалон продукција со гордост ви го представува најдобриот вокал на Балканот, Масимо Савиќ, со 2 супер ексклузивни концерта во Скопје, 3 и 4 февруари, Македонска филхармонија. Не пропуштајте. Авалон Продакшн. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Дојдовме до почетокот на вестите. Додека не нема нас, ви предложуваме да ги следите интересните случувања на најгледаното реално шоу во земјава Рекет и да гласате за вашиот омилен лик. За да гласате, испратете порака со содржина Рекет, празно место и името на вашиот фаворит со големи букви, на броевите испишани на екранот. Доколку сте љубители на театарот, се уште на сцената на македонскиот Собраниски театар, можете да ја погледнете трагикомедијата наречена Новиот закон за јавно обвинителство. Лека ноќ. Лека ноќ од мене. Лесно сам да се поведе, не видим да. Со белите да. Двете бе. Решив да направам интервју со клучните сведоци во случајот Рекет. Тие се последните и најклучните сведоци во случајот Рекет. Не го негов микрофонов. Ама ако се слуша, јас сакав да речам, ајде да не го негвам многу сега со најавата,